За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење малку поинаква руска салата, како главно јадење јагнешка тава, за десерт баклава со лешници. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Веќе е во продажба. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Од таму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите малку поинаква руска салата. Пилешките гради ги сечкаме на парчиња, притоа отстранувајќи им ја кожата и коските. Земаме едно тенџере и во него налеваме вода. Во тенџерето ги ставаме пилешките гради. Тенџерето го ставаме на оган да се вари месото. Компирите ги сечкаме на коцкички. Парчињата компири ги ставаме во тенџере. Ги плакнеме компирите. Во тенџерето наливаме вода. Потоа тенџерето го ставаме на оган да се варат компирите. Посолуваме. Јајцата ги ставаме во тенџере. Во тенџерето наливаме вода и тенџерето го ставаме на оган да се варат јајцата. И во четврто тенџере наливаме вода. Тенџерето го ставаме на оган. Водата во тенџерето ја посолуваме. Во подлабок сад ставаме 5 лажици вода. Во садот го додаваме желатинот. Мешаме со лажица. Тенџерето со пилешко месо го тргаме од оган и месото го цедиме. Го плакнеме месото со студена вода. Во тенџерето со зовриена и посолена вода го ставаме мешаниот зеленчук да се обари. Тенџерето со сварените компири го тргаме од оган. Ги цедиме компирите. Потоа ги плакнеме со студена вода. Исцедените компири ги ставаме во сад. И тенџерето со мешаниот зеленчук го тргаме од оган.
Го цедиме зеленчукот во цедалка и го плакнеме со вода. Оставаме зеленчукот да се исцеди. Исцедениот зеленчук го ставаме во сад. Шунката ја сечкаме на коцкички. На даската за сечење свареното месо го сечкаме на коцкички. Во тенџере на оган го ставаме белото вино. Во тенџерето го додаваме размешаниот желатин. Мешаме со жица за матење. Во поголем длабок сад ја ставаме павлаката. Во садот го додаваме мајонезот. Мешаме најпрво со лажица, а потоа со жица за матење, додека не се соединат павлаката и мајонезот. На сварените јајца им ги отсекуваме краевите. Исечените делови од јајцата ситно ги сечкаме. Во садот со павлаката и мајонезот го додаваме Worcester сосот. Мешаме со жица за матење. Потоа, мешајки со жицата за матење, постепено го додаваме сварениот желатин. Во поголем длабок сад го ставаме исечканото месо. Ги додаваме парчињата шунка. Го додаваме мешаниот зеленчук. И исечканите јајца ги додаваме во садот. Во садот ги додаваме и варените компири. Посолуваме. Наросуваме со мелен црн пипер. Промешуваме со лажица. Во садот ја додаваме смесата од мајонез, павлака и желатин. Промешуваме додека состојките не се соединат. Калапот го обложуваме со најлонска фолија. Со црпелка го полниме калапот со салатата до половина. Врз салатата ги редиме варените јајца. Потоа го дополнуваме калапот со салатата. Ја рамниме површината. Го покриваме калапот со најлонска фолија. Го ставаме калапот во замрзнувач за да се стегне салатата. Го вадиме калапот од замрзнувач и го превртуваме на работната маса. Ја отстрануваме фолијата. Со нож, ролатот од малку поинаква руска салата го сечеме на парчиња. Парчињата скалесто ги редиме на чинија за сервирање. Макдоносот ситно го сечкаме. Преостанатиот стегнат желатин го сечкаме на коцки. Исечканиот желатин и макдонос ги мешаме. Ги попрскуваме со вода. Уште еднаш со ножот ситно сечкаме. Смесата ја полниме со готварски шприц. Со помош на готварскиот шприц ја декорираме чинијата за сервирање. Еден домат го лупиме во круг. Од лушпата на доматот формираме цветови со кои декорираме. Декорацијата на чинијата ја завршуваме со зелени полнети маслинки. Врз парчињата малку поинаква руска салата украсуваме со парчиња црвена маринирана пиперка. Додаваме и гранчиња француски макдонос. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец
со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Во посебни тенџериња сварете ги пилешките гради, коцките компири, мешани од зеленчук и јајцата. Измешајте ги исечканите белки, коцките шунка, пилешко и компири и мешани од зеленчук. Зачинете. Додадете мешавина од павлака, мајонез, ворчестер сос и желатин растопен во вино. Промешајте салатата. Половина нанесете во кала подложен со фолија. Наредете ги варените јајца. Прекрите со преостанатата салата. Изладете и сечете на парчиња. Сервирајте и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јагнешка тава. Макдоносот ситно го сечкаме. Чешнињата лук ги сечкаме на парчиња. Јагнешкото месо го сечеме на парчиња. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Ги додаваме исечканиот макдонос и парчињата лук. Наросуваме мешан зачин. Ги додаваме киселото млеко и оризот. Мешаме со жица за матење. Парчињата месо ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Додаваме и мешан зачин. Потоа ги попрскуваме со масло. Со раце ги промешуваме парчињата месо за да ги впијат зачините. Огноотпорниот сад го попрескуваме со масло. Во него ги ставаме парчињата месо. Во садот налеваме 400 мл вода. Садот го ставаме во рерна. Печеме 90 минути на температура од 200 степени. Го вадиме садот од рерна. Во садот ја нанесуваме содржината од длабокиот сад. Го враќаме садот во рерна. Печеме уште 30 минути на температура од 180 степени. Го вадиме садот од рерна. Од јагнешката тава ставаме начинија за сервирање. Наросуваме со ситно сечкан макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа и 15 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совиньон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Месото исечете го на парчиња, зачинете ги, намрсете ги и испечете ги во огноотпорен сад. Нанесете зачинета мешавина од кисело млеко, јајца, ориз и сечкан макдонос и лук. Допечете, сервирајте и наросете сечкан макдонос. Добар апетит!
На љубителите на ориенталните сладки за утрешното мени им предлагаме да подготват баклава со лешници. Ставаме едно тенџере на оган и во него додаваме вода. Потоа во тенџерето додаваме шеќер и еден ванилин шеќер. Промешуваме со дрвената лажица и го оставаме шербетот да врие. На оган ставаме уште едно тенџере, во него го ставаме маргаринот и маслото за јадење. Кога маргаринот ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган и го ставаме на работната маса. Ги земаме корите за баклава и секоја една по една со четка за тесто ги намрсуваме со смесата од растопен маргарин и масло за јадење. Потоа врз кората положуваме една метална прачка и кората ја преклопуваме во должина од 10 см. И преклопениот дел го намрсуваме, па потоа додаваме 2 лажици толчени лешници. Кората ја виткаме во ролат и ја оставаме на работната маса. Со четка ја намрсуваме тавата во која ќе ја печеме баклавата. Го земаме подготвениот ролат, ја вадиме металната прачка и го пресекуваме ролатот на 3 парчиња по должина. Секое парче го виткаме во форма на полжав и го редиме во тавата за печење. Постапката ја повторуваме додека не ги потрошиме сите кори и целата количина на лешници. Наредените парчиња во тавата со четка ги премачкуваме од озгора со смесата од растопен маргарин и масло за јадење. Тавата со баклавите ја ставаме во рерна да се пече. Ја оставаме да се пече 40 на минути на температура од 200 степени. Ја вадиме испечената баклава од рерна и ја ставаме на работната маса. Топлата баклава ја полеваме со речиси изладениот шербет. На секое парче во средината ставаме по еден цел лешник. Откако баклавата ќе го впие шербетот, парчињата ги вадиме од тавата и ги редиме на чинија за послужување. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Сварете шербет од водата, шеќерот и ванилиниот шеќер, а маргаринот растопете го, додадете масло и со мрснотијата премачкајте ги корите. На првата кора нанесете прачка, преклопете ја со должина од 10 см. Намрсете, наросете толчени лешници, свиткете ролат, отстранете ја прачката и сечете на 3 парчиња, свиткајте ги во форма на полжави. На ист начин подгответе ја целата баклава, наредете ја во тава и испечете. Прелите со шербет, ставете по еден цел лешник и сервирајте. Добар апетит! Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа.
Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Веќе е во продажба. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење солени обланди со кикиритки, како главно јадење дански шницли, за десерт Рафаело Коцки,